Со звукот на алармот за будење започнува ловниот ден. Уште од раните утрински часови се започнува со подготовките за ловниот ден кој следи. Уште еднаш се проверува опремата за лов, ранците со храна и пијалак, муницијата и оружјето. Потоа се внесува во возилото и се тргнува кон зборното место, каде треба да се соберат сите ловџии кои тој ден треба да ловат на договорениот терен за лов. По 30 на километри асфалтен пат. Патот го продолжуваме по црн земјан пат посипан со песок, уште 10 на километри, за да пристигнеме на теренот за лов Крушје, односно до населеното место Џидимирци. По кратко договарање, ловците заедно со загарите тргнуваат во колона со своите возила кон местото на ловот. Овој терен за лов е на ловното друштво Руен од Велес, каде што и членуваме. Ловниот терен Крушје е терен со ниска дабова шума и џбунови, каде може да се сретнат шипинки, дренки, трнинки, а изобилува и со повеќе врсти на чаеви и печурки. Се наоѓаме на теренот Крушје. Пред нас доле се наоѓа селото Џидимирци. Тоа е старо село. Народот од тука е иселен, останати се само 3/4 жители кои си живеат по селото, а другото претежно се викендици. И луѓето доаѓаат обично во деновите за викенд, саботи, недели и така, празници. Селото се наоѓа на надморска височина од околу 650 метри. Зимно време прилично е свежо и снеговито. Овој терен е богат со дива свиња, лисица, волк, срнски дивеч и зајак. Денес на овој терен ќе ловиме дива свиња. Дојдени сме 7 членови, распоредени сме на терачи и чекачи. Во моментот чекаме чекачите да дадат сигнал дека се наместени на своите позиции, за да може терачите да ги пуштат загарите и да го покренат дивечите. Исто така на овој терен може да се сретнат повеќе џбунести растенија, меѓу кои шипката, дренката, исто така во голема количина се наоѓа и трнинката. Во оваа емисија ќе кажеме нешто и за шипката, а се со цел запознавање на благодетите кои ни ги дава природата. Шипка е вид роза која е широко распространета низ целиот свет. Уште се нарекува кучешка роза, што е директен превод од научно латинско име роза канина.
Шипката е повеќегодишна листопадна грмушка која може да достигне висина од 1 до 5 метри. Расте во секакви предели со умерена континентална клима, но забележливо е тоа што грмушките кои растат на големи надморски висини даваат поголеми плодови, наречени шипинки. Младите гранки се покриени со боцки, како и кај другите рози. Цветот е бел или розев, кој дава мали црвени овални плодови, кои шипката е најмногу позната. Плодот од шипката се користи за правење чај, джем и мармалад. Широко е распространет во народната медицина и се користи како универзален лек против настинки и вируси. Исклучително е богат со витамин С и сите продукти од шипката се меѓу најдобрите извори за овој витамин. Плодот може да се конзумира и сиров, откако ќе се останат боцките и семките од натрешноста. Боцките може да предизвикаат чешање или иритација на дигестивниот систем, доколку се конзумираат во поголеми количини. Семето од шипката може да се користи за правење масло, кое се употребува за козметиката и дерматологијата. Плодовите остануваат на дрвото за време на зимата, откако ќе отпаднат лисјата. Може да се бере од есен, па се до крајот на зимата, додека плодот не се исуши. На есен плодовите се уште тврди и содржат витамин С. Понатаму, во текот на зимата, после првиот мраз, плодот омекнува. Шипката може да се најде на сите планини во Македонија. Обично расте на места изложени на сонце, најчесто на јужните падини, надвор од шума, на шумската чистина или покрај пат. По пристигнувањето на терен за лов, ловците се делат на две групи: на терачи, ловци кои ќе го тераат дивечот во правец на чекачите, и чекачи, ловци кои треба да го стрелаат покренатиот дивеч. Поради безбедноста во ловот, сите ловци треба да бидат обележени со портокалови или жолто-зелени елици или обележја. Додека чекачите не се постават на своите позиции за чекање, терачите не преземаат никакви активности и не се движат по теренот како не би го покренале дивечот пред чекачите да бидат на своите позиции. Кога ќе биде поставен и последниот чекач, организаторот на групата ќе даде сигнал за почеток на ловот.
Се слуша и писокот на загарите кои го тераат дивечот, а ловците се на своите позиции спремни за отстрел на конкретниот дивеч. Најчистата вода доаѓа од изворите на природата. Планинска роса. Природен извор на виталност. Кузе Дизајн бренд за собни и сигурносни врати. Во компанијата работат врвни програмери и мајстори. Произведуваме собни врати од фарбан фурниран медијапан и медијапан обложен со италијанска CPL фолија. Голем избор на модели најразлични бои и дезени. Изработуваме по мерка, брзо и прецизно со најсовремени италијански машини. Врати со висок квалитет и пристапни цени. Кузе Дизајн. Сепак денес среќата не ни беше наклонета. Загарите одлично си го одработија својот дел од задачата, но отсуствуваше прецизноста. Ловот продолжува понатаму со надеж дека до крајот на ловниот ден ќе имаме улов.
Движејќи се низ теренот, може да се забележат траги од дива свиња и места каде свињите се кашкале во калиштата, риеле по теренот, барајќи плодови, семиња, инсекти и корења од разни шумски растенија. Но и покрај упорноста на терачите и загарите, денес уловот на дива свиња изостана. На крајот од ловниот ден, ловците се собираат на зборното место, каде ги празнат своите оружја. Ловот е спорт кој пред се значи дружење помеѓу ловците, прошетка низ убавините на природата, а дури на крајот доаѓа отстрелот на дивечот. Но и доколку нема отстрелан дивеч, дружењето продолжува на местото каде се приготвува ловечкиот ручек и каде сите ловци се собираат на крајот од ловниот ден. Повеќе среќа следниот пат. Со добар поглед. Ловечка балистика. Ловечка муниција. Ловечката муниција се дели во две групи: за пушки сачмарки и ловни карабини.
Патронот за сачмарката се состои од следниве делови: чаура, каписла, барутно полнење, капаче, тапа, сачма и најгоре повторно капаче. Чаура се состои од метално дно со отвор за капислата, тело на чаурата и картонско и метално зајакнување. Патроните за димен барут се без зајакнување. Постојат чаури изработени од метал и од месинги од пластични маси. За бездимните барути треба да се употребуваат само чаури со зацврстено дно. Каписла се изработува од метал и се состои од тело на капислата во кое е сместена запалувачката смеса, која на удар лесно се пали. Капислата не смее да се набива и со сила да се става во чаурата, зашто при посилен удар истата може да експлодира. Има каписли за црн и бездимен барут. За бездимен барут не смее да се користат каписли за димен, бидејќи таа нема доволно сила да го запали барутот. Барут се пали со помош на капислата и создава во чаурата зголемено количество на гасови, што на сачмата и даваат потребна брзина. Разликуваме два вида на барути: црн или димен и бездимен или бел барут. При употреба на барутот нужно е да се придржуваме кон приложеното упатство, а ова е особено важно за бездимните барути. Црниот или димен барут многу лесно се пали. Запален на отворен простор веднаш пламнува и многу брзо согорува со сјаен голем пламен, при што создава многу чад. Бездимниот барут, запален на отворен простор, доста бавно и рамномерно гори, развивајќи слаб чад, но од димниот барут е многу посилен. Картонско капаче се става врз барутот со благ притисок. Има задача да го спречи допирот на барутот и парафинот со кој е натопен филцниот чеп, како и непосредното влијание на барутните гасови врз тапата. Тапа се изработува од специјална хартија или филц натопена со парафин, потоа од плута, а во најново време и од пластични материи. Книжната тапа не е квалитетна и недоволно е еластична. Најдобра е мрсната тапа, која се става во чаурата со благ притисок. Тапата мора да биде со точна висина која е пропишана на барутната кутија за да има доволен простор за сачмата. Улогата на тапата е да го прими сиот притисок на барутните гасови и рамномерно да го пренесе на сачмата. Врз тапата се става обично картонско капаче. Сачма се изработува од олово, може да биде мека и тврда. Тврдата сачма е произведена со мал додаток на антимон. Таа по своите квалитети е подобра и не се деформира при минување низ цевката. Сачмата се прави во различни големини и се означува со парни броеви: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 и така натаму. Поголемите броеви означуваат помала сачма и обратно. Патронот за пушките кугларки се состои од следниве делови: чаура со каписла, барутно полнење и зрно. Должината на чаурата е многу важна, затоа што покрај калибарот на зрното треба да се знае точната должина на лежиштето на чаурата од пушката. Ако должината на чаурата е 57 мм, а зрното со диаметар од 8 мм, тогаш калибарот на патронот се означува со 8 по 57. Зрното е со различен облик и се состои од челична обвивка и оловно јадро. На врвот на зрното нема челична обвивка, со што при удар тоа се сплескува, а со тоа ја зголемува излезната рана. Препорачливо е овие видови на зрна да се употребуваат во лов на крупен дивеч. Замената на овие патрони со боева муниција никогаш не даваат подобри резултати.